Неуспешни председателски избори заради немање на цензус се можна сценарио, доколку парламентарните и председателските избори не бидат споени. Уставот и законите се јасни. Ако пропаднат председателските избори, односно не биде постигнат цензусот од 40% плюс 1 глас, изборите ќе бидат неуспешни. Заради истекување на мандатот на актуелниот председател, кој нема да има законска можност да биде начело на државата. Вршител на должноста по автоматизам станува председателот на собранието, во овој случај Талат Џафери, а местото на Џафери би го завземал некој од актуелните подпредседатели на законодавниот дом. Можноста за неисполнување на цензусот на председателските избори остава простор на чело на државата да дојде Кадар Одуи, а според договорот за Еф Ахмети и премиер на државата да биде од редовите на интегративците. Според професорот Саво Климовски, не е нормално тоа што СРСМ и ДУИ го прават, оти распоредот на силите треба да биде според силата на избирачкото тело, а ДУИ има само 13 пратеници во собранието. Логичен е одговорот дека е ненормално. Дека е ненормално. Во ќе и погледнете работите во Македонија што се случија во последниве 5-6 години на нивното водење, тие почнаа ненормално, тие почнаа насилно, тие почнаа надвор од сите правила и сега ние се обидуваме да ги применуваме тие правила што ни се запишани во Уставот во ненормални услови. Според Климовски, важно е изборите да бидат споени, не само заради финансискиот аспект, туку и заради, како што вели тој, губењето на време во период во кој во светот се случуваат тектонски промени, а Македонија треба да си го најде своето место. Били потребен е квалитетен председател да застане на чело на државата, ама за сега, барем во јавноста, таков кандидат СРСМ нема. Кај СДСМ во моментов не гледам таков човек. Не гледам таков човек, а и ове односите и луѓето кои што би требало да предложат таков човек се повлечени на маргините се на таа политичка опција и дека не се надевам дека не гледам едноставно може би има, не гледам човек кој што ќе го истакнува пред се, ќе биде свесен пред се за тоа дека е тој носител на суверенитетот на секој граѓанин. Според дел од познавачите, расколот во СДСМ може да им одзема голем број на гласовите на социјалдемократите и на председателските, но и на парламентарните избори. Па затоа партијата на Ковачевски не дава спојување на изборите. Декларативно премиерот вели дека изборите ќе бидат одвоени затоа што така било пропишено со закон. И да се спојат изборите, нема да бидат прекршени правилата, а во Македонија во 3 наврати се имат одржувано споени изборни циклуси.